Опозицијата најави дека ќе се спротивстави на носење на законот за правична застапеност, па дури беше најавена и употреба на физичка сила. Тоа се сеќавате на изјавата на вашиот колега. Дали ќе го носите овој закон по секоја цена? Законот треба да се донесе бидејќи ги има поминато сите филтри и владини, но и препораки на Венецијанската комисија и ги исполнува стандардите за кои што е наменет. Очигледно е дека ДУИ бара теми за поларизација, меѓу кои и овој закон. Легитимно е да создавате политичка поларизација, но надвор од било каква прифатливост е таквата поларизација да ја движите кон физичка ескалација во собраниските сали. Помина времето на фрлање со филџани и такви, некои би рекол, непримерни и насилни однесувања. Затоа нашиот апел до ДУИ може да поднесат амандмани, може да одржат пресконференции, може да бидат и гласни, може да се обидат да прават филибастеринг и се што е дозволено во изразувањето на демократски начин на било кое незадоволство, но било какво насилно однесување е надвор од концептот на оваа држава, на ова владеачко мнозинство и на собранието како храм на демократијата. Би се понижиле самите себе си и би направиле голема штета на Македонија ако се решат својот партиски рейтинг да го градат преку насилни методи во собранието и мислам дека ќе биде на нивна штета, но за жал може да биде и на штета на репутацијата на Македонија. Јас сепак се надевам дека е ова повеќе реторичка гимнастика и одредени, да кажам, загревање на атмосферата од страна на ДУИ, отколку сериозни намери да се спуштат на ниско ниво и да бидат обележани како насилници во македонското собрание. Добро, сепак се решени да го донесете тој закон. Тој закон е дел од владината програма, тој закон е дел, условно кажано, и од потребите на уставните начела за правична застапеност. Ние сакавме само да бидеме сигурни дека тоа не е наметнат закон според владините критериуми на коалиционите партнери, туку дека е закон усогласен со Венецијанската комисија со препораки дадени од Европско стручно тело.